Тоа се оние ликови кои што секој го има тепано, кои што секоја девојка имаат фатено, кои што го знаат секој бизнис. Мало, порано сме имале бабуши, сега некои ќе ги рече селјаци, некои бабуши. Да. Ако не можам, викам стоп, зашо со сила да го правам тоа? Зашо да правам нешто со сила кога не го сакам, не ми е природно, не е у мојата природа, не. Некако сум ги победил, тука сум ги хакнал оние основни човекови инстинкти, глад, жед, умор. Фирмите најверојатно не разбираат, мислам не знаат колку е влијанието на добар инфлуенсер. Има премногу бабуши кај нас у Македонија, што они не се свесни дека се уствари бабуши. Го сакаш, можеш да бидеш скроз искрен, да речеме. Ја барем тоа го практикувам и гледам да сум скроз искрен. Добро вечер, Македонија. Недела, 19:30, часот, Канал 5 телевизија. Гаснете буквално се. Гаснете телефони, гаснете комши, гаснете нерви, затоа што почнува вашето омилено летно шоу Hot Stars. Вечерва имаме 3 различни имиња, 3 различни енергии, споени во нашето студио под отворено небо, кое што се наоѓа во хотел Мирор Бока ди Лупо. Или поинаку кажано, човекот или мајсторот на мистериозноста и фитнесот. Дејан Пауновски Паки. Аплауз ве молам, така е. Човекот кој што знае буквално да насмее секој, па и тогаш кога му се плаче, Никола Поповиќ Ниџо. Браво! Браво, царе. И човекот кој што со само еден пост знае да предизвика бура реакции и хаос на Инстаграм, Кристијан Станковски Бомбакис. Можеше господарот на картоните. Господарот на картоните. Не, така знаеш зашто не те најавувам, затоа што сите ве најавуваат некако исто, дечкото со затоа картоните, сега имате Фала ти поразлични на најави. најавата. Колку добра најава ни Да, направи. прекрасно. Да. Мајстор на мистериозноста. Браво. Да. Не бевме вака договорени, ако? Добро беше. Фала ти на Фала ти најавите, фала ти што не викна тука, прекрасна си како и секогаш. Како и ние што сме прекрасни. Прекрасни гости, нормално. Јас си сакам убави луѓе во емисија, така што денес па емисијата ни цвета. Така е. Добре, ни дојдовте официјално. Морам да кажам уште на самиот почеток дека јас кога се слушнав со вас поединечно да ни гостувате во емисија, ми кажавте или тројцата или не доаѓаме. Така. Сега сакам да ве прашам како се спои оваа тројка да стане па и неразделна. Еве пак и нека. Ајде може пак да и нека стане почне слободно. Па тотално спонтано. Ти кажам, се спои во Турција, поточно неколку дена пред да идеме, размеривме некои пораки и знаеш кога ќе се осети енергијата и дури преку порака, кога ќе кликнеш со некого и преку порака и знаев дека едноставно добро ќе поминеме. Ти беше сведок дека стварно имаше Така. добра екипа и енергија во Јас Анталија. бев сведок дека бевте тројцата оддалечени од сите, од цела група. А зближени меѓу себе. А зближени меѓу себе, затоа кажав, изгледа некоја посебна корекција тука си има створено. Па да, тие сме денови. кликнале, сме Да, уште кликнале, првиот ден, реално. ден. Плюс и сопругите не пуштаат да се дружиме со други луѓе, освен тука ние Моравме тројца. да бидеме така ужи круг. Јас Да. добро е што сега ве пуштија тука да ни дојдете во емисија да снимиме. Ја имам излез уште 5 минути, извини, Уште ќе одам. малку, Да, уште малку. ќе ни и ќе прости. исклучи. Често во последно време забележувам некакви видеа, рилови кои што се кружат на социјалните мрежи, тоа некако е поврзано со бабуши. Па сега јас сакам еве тебе, Бомба, ќе те прашам прво, зошто бабуши? Бабуши, зошто бабуши? Не знам, има премногу бабуши кај нас у Македонија, што они не се свесни дека се уствари бабуши. И ние сакаме да ги испрезентираме тие бабуши како се понашаат во општеството или со други луѓе и дека тој начин не е баш им се смеат у принцип луѓе сите, само што они не се свесни. И бараме начин да ги освестиме моци да не се понашаат така, пошто тоа е фолирање. Значи, Максимално. сакаш да ми кажеш дека бабуши не се добри луѓе? Еве Ниџо нека ми одговори на ова. Ништо нека кажа. Не бе, бабуши се супер луѓе, да не се бабуши ние нема што да снимаме реално. Имаше да постои. Да, така да се не знам што карактер се вака по дома, ама се многу интересни ликови барем кога и каде и да ги сретнеме. Значи тоа се оние ликови кои што секој го има тепано, кои што секоја девојка имаат фатено, кои што го знаат секој бизнис, кои што
ако се остареле сега, порано биле многу опасни и не кажуваат они, туку другите зборуваат за нив. Што се многу богати, имаат многу голем имота, работат на бензинска. Сите утакмици ги знаат, Да, се знаат. ги прогнозираат. Да, И фактички сите многу дојави интересно ги што повеќето од нив ми се јавиле и ми пишале и ми рекле брат, многу добро зборите за овие бабуши. А, бе. Леле, Ала, тоа леле, како сте леле. ги погодиле. Никој не се препознава дека е дел од нив, али тоа е многу јако. Добро, ете, после емисијата можеби некој ќе се препознае од тие што се јавиле, не Сто знам. поsto. Сакам да те прашам, секој може ли да се дружи со бабуши? Еве со пример овие тројца бабуши. Па општо, глеј, Каков е бабушите кругот на Па бабушите? мораш буџет да имаш. фактички у мало, порано сме имале бабуши, сега некои ќе ги рече селјаци, некои бабуши. Да. Сите демек, они биле главни, сите сакале да се дружат со бабушите. Они биле Добра. главни. Они секој што кажа на времето праеле, на времето биле Боки Се батин. боки Да. батене, да, главни. Се- Така да, а он филтрира, селектира со кого ќе се дружи. Да. Он си одбира потесна екипа. Значи не може да се дружи секој Не со вас. може Тоа било кој, сакаш да да. ми кажеш, Бабушата е особено VIP. со VIP. Вип личност. Добро, сега тука ќе се надоврзам исто пред некое време, мислам пред неколку дена пред да се снима емисијата, бевме на во еден адреналински парк каде што си ги покажавте физичките способности. Сега јас тука ќе го погледнам Бомбаке затоа што тој најмногу се уплаши реално од тие адреналински авантури. Ниџо можам да кажам дека беше најхрабар, Херој. иако беше уплашен, беше храбар и го изоде до крај. Издржа. Пак и не можам ништо да кажам затоа што имаше истегната некоја мускулно или скинато мускулно А тоа влакно, му беше се само изговор. па Се не знам извадив некаде. сега. Добро, он друштвото му беше Си на тој направи. левел таму и затоа. Глеј, Се породев со 5 оделенчиња, супер ми беше. Реално доминирав. Сега дев со 2-3 девојчиња бев така. Да, имаше Пата, притисок, да, затоа мораше да, да го мора извадиш да кругот. исто. супер е се тоа, ама ја нешто ако не ми иде по кејф или небитно дали е адреналински парк, не знам. Знаеш, и у Турција кога бевме, нешто на вода, Не сакам ако да те не прашам, ми е дали- нешто по природа мене да можам да го правам тоа, зашо да си правам јас стресови и да ми биде така? Знаеш што сакав да те прашам, дали некогаш пример како помал може да си паднал од нешто или имаш некое негативно искуство што ти влело толкав страв или пак имаш видено си бил присутен на нешто, затоа што таков страв да имаш мора нешто да си има случајно. Не, се нема ништо десено конкретно кога сум бил дете. Ама за да не му се деси тоа, не ќе да. Ама Љулјашки зашо има да, паднато. ако нешто на пример сега ми даваат да јадам и не, ако не можам, викам стоп, зашо со сила да го правам тоа? Зашо да правам нешто со сила кога не го сакам, не ми е природно, не е у мојата природа, не е тоа. Добро. И затоа е тоа така. Ниџо беше, како што кажав и предходно, храбар, отиде до крај, тој кажа, ма одам ако треба и ќе загинам. А така мислам дека си и за себе животот. Не знам, Да не знам умрам, зашто да дека. загинам. Немој да ме жалите. Влегов со all in. Не, реално Нема што мислев, да изгуби он, тоа е кај него добро. реално мислев дека е нешто полабаво, искрен да бидам. Како на времето во екшн парк кога рипавме на трамболини и слично. И уствари кога видов дека ми требаат раце и нозе, ама јаки раце и нозе и кога почнав да И се одма ти тресам текна на таму, паки тука. да, ми текна на паки и морав да преживам ради него. Да, Не за фала, друго, вече ми имам заврши платено работа. програма, морам да се истерам до крај. Емче добра си? Не, реално тука ние? ми беше многу Симпатично. интересно и сакав стварно да не се откажам, пошто мислам дека ако се откажам ќе морав да паднам доле на земја и мислам дека таа желбата за живот ме водеше поише. Највише од се. Survivor. Јас искрено поминав ради наградата. Тоа ме мотивираше. Само заради Ми вети многу добра пастрмајлија и се фокусирав на пастрмајлијата и морав да Не, поминам. ама ти кажа нешто многу интересно. Јас во животот сакам многу предизвици, обожавам предизвици. Многу, премногу. Сега би те прашала кој е најголемиот предизвик, ете пример или најтешкиот предизвик со кој што си се соочил и си бил ете горд на тоа, дека баш си го поминал. Па, реално надпреварите. Сите оние фитнес и бодибилдинг надпревари, особено меѓународни, можам да кажам дека сум горд на нив, дефинитивно. Ова се не е шала. Обично се е насмеа. На нив сум горд бидејќи тоа е некој надчовечки напор. Некако сум ги победил, тука сум ги хакнал оние основни човекови инстинкти, глад, жед, умор. Ептен сум горд на тие процеси и периоди во животот.
ама сега започне еден друг проект. Јас те честитам за сето тоа што го кажа, но сега започне еден друг проект кој што верувам, претпоставувам ти е исто така предизвик, затоа што претходно не си го правел нештото. Да. Честитки за новиот Фала ти подкаст многу. кој што Фала. веќе почна да се емитува. Честитки. Значи подкаст за Фала, честитки. Ивички. Значи подкастот е за здрава храна, здрави навики, здраво тело, здрав дух, фитнес и сите Едукација. убави работи. А прашањето ми е дали си горд на тоа што знаеш дека сега можеш да направиш нешто за публика и луѓе кои те сакаат, кои те следат, кои ти веруваат. Ти веруваш ли ти дека еден ден ќе имаш толку многу луѓе позади тебе? Па, верував да ти кажам. Верував, бидејќи ова го правам со љубов, многу години, со мене ми е не само професија, туку и пасија и љубов и некако замислував дека ќе дојде до овој момент. Иако долго време јас тоа го правам тој инфлуенс на Инстаграм, кој што е друга платформа, само што сега така се свичнав на YouTube, кој што е малце поразлична Така. и поразлична публика. Одамна сакав да го направам проектов, ама некако од премногу обрски, хаос и проекти не дојдов до моментот. Сега така ми кликна, упали и верувам дека ќе биде супер нешто, бидејќи на овој начин можам да допрам помасивно до многу голем број на луѓе и да действувам, да влијам позитивно, да се Така. променат онака сите оние ментални, физички, здравствени багови што имаме кај нас од лоши навики, нездрави рутини, верувам дека ќе влијам да се променат. Јас сум сигурна. Така што нема како, доколку се сака нешто, нема како да Апсолутно. не Кај мене биде тоа влијаеше, така. например, не пијам два месеци така нешто. Пиво, а пиеш Па секој ден. пак и гледаш Да. како се запознавте, ама јас слушнав и нешто И биеш друго. болничко. Кога бевте прашани на едно кратко интервју кого би земале на пуст остров и двајцата кажаа паки. Да. Да. Па немавме многу Така избор. да ти веруваат. Нема избор. Ти веруваат. Затоа Има што се избора да не кажам кој. ајде не кажуваме тука, не откриваме се. Иако се тука сочени теми, пак нема да откриеме. Нека стои нешто и за да се мислат Мислиш, луѓето што е. публиката. Ете така. Затоа што тука генерално сме сите луѓе кои што имаме голем број на следбеници. Сакам да ве прашам, што е важен? Бројот на следбеници што го имаме или влијанието кое што го имаме над тие луѓе? Бомба, тебе ќе те прашам за тоа. Бројките не се уопште битни и не знам, прегледите и све тоа. Битно е ти као ќе се представиш пред луѓето и да те поштуваат, да те ценат и да ги пренесуваш правилните вредности пред се на луѓето и да правиш нешто што е добро, што е позитивно и да Срце. ги насмееш на некој начин и да ги едуцираш, да ги мотивираш Така. све Ме тоа. наеш, гледај. А бројките се најмал Ме Јас се наеш. наеш и гледам Наеш, со. брат. А бројките Ми се се насолзи и очи. најмал проблем. Да, затоа што Управо, реално да. можеш и да ги купиш. Бројки Да. можеш да направиш и со најбанална глупост и ќе летне тоа у облаци, ама што си донел со таа глупост, така не се битни толку бројки. Сега Ниџо тука сакам да го прашам вака подскриен Да. како ми е. Ниџо, што ти е тебе побитно? Пример да не изгубиш трага на некој шофер во логистика или да не ја свати публиката поентата? Да не ја свати публиката поентата дефинитивно. Шофер ко шофер ќе се снајде. Тоа не се заварам, меѓутоа се радувам што поголем број од луѓето ја ги сваќаат поентите, но има и такви што пример мислат дека сум сериозен, да речеме кога сум саркастичен, еве зијам за пример како да направите 10.000 евра за 7 дена или слично, нели како што ни излагаат курсеви. И ми пишуваат упораки како да направам, те молам пиши ми како да направам и слично. Така да тоа ми Ти е им кажеш побитно. како? Да, нормално. Да? И прават пари? Па ти си Побрзо од ефективен, мене. значи. Сега веќе да. Ајде ќе Почна те ти пишам се- баш после. Побрзо од мене. Така да тоа ми е побитно дефинитивно. А има и уште нешто поврзано со логистиката. Велат дека сите логистичари сакале да бидат стендап комичари, ама ради царината се размислувале. Има вистина во тоа? Не, јас искрено прв пат слушам, пошто да речеме таа е премногу напорна работа и мислам барем ја до сега не сум сретнал некој што ме насмеал мене. Може Ма јас сега си го измислив тагата ја- прашањето, не беше. може не беше само тоа вистина. тагата ја префрлаат. Мит е тоа, мит. Да, мит. Тука имаме едно прашање за Бомбакис. Каков беше Кристијан пред да биде Бомбакис? Што си има променето во твојот живот, освен банковната сметка? Малце подебел беше. Кристијан беше многу лош човек у принцип. Мислам таков хейтер и све. Сакаш не ние да знам- кажеме за тебе? Да, Не да, знам. да. Чути ние ги те фалиме. Да, ми фалат. Не, хейтер беше така, све му пречеше, као он беше најдобар, он беше ова, он беше врвот и не знам, тао
ама после тоа не бомбакиш кога стана, него кога ми се деси тоа што ми се деси у животот, нели ракот, и после тоа нешто ми се свична у мозоков и подругаче се ја размислувам на животот и на све, имам друга перцепција. И луѓе, сите си се на свој начин убави, сите си се на свој начин забавни и се тоа и скроз различно мислење имам сега. Значи, скроз е различен тој Кристијан што беше тогаш и овој сега Значи, мене ми што е- е Кристијан сега моментално. Драго ми е што овој Кристијан сум го запознала или Да, Бомба да, да. подобро, тој другиот па Тој може и здрав и жив да е. лош беше и за Здрав и себе жив и да за е. сите, а здрав и жив да е. Кажете ми, која била вашата прва работа? Каде најпрво сте ги заработиле парите? Што сте работеле на прва работа? Јас може да почнам? Да, почни. Мене прва работа, памтам, кај што издржав 21 ден, ми беше во склад за чоколади. И тоа беше зимно време, памтам, пред може повеќе од 15 Тука се години. здебеле у складот за чоколади. И А тоа ми ти беше кој живот. тешка работа, у смисла на многу ми беше ладно, тешко, не знам, до тогаш навикна све дома на топличко. Се еве ти Да. сине повели. Така и тоа ми ручече беше вече. првата работа, издржав 21 ден и после си фатив сериозна Треба работа. паричките? Да, парички. Не бе, и полагав Не. еден испит 2 години и више морав од дома да искочам. Само ради тоа. Ајде паки или Бомба Мене кој сака? првото работно ми место ми беше обезбедување на базен. Ама добро, имаш ти да таква градба за обезбедување Ама реално. тогаш немав Еве го таква градба. базенот, така да може да застанеш. Тогаш бев дивоградба со доградба. Дивоградба бев, имав 19 години, така нешто, немав некоја формено некое тело. Ама така екипа бевме склопени, бевме обезбедување, бевме и шанкери, и келнери, и Бабуша. спасувачи, бевме бабуш, да, најверојатно. Само не бевме тројца, 8-9 души бевме. Значи ти си Ама тоа. бевме се. One man show бев Ама таму. ти се извои од сите бабуши, најбабуши. Да, ја бе баба, тоа е една. Лепи, сине, На баба. Он им кажал на тие само парови. Да, На Па тоа ми добро, беше убаво искуство. прво работно место, да, и на пракса бев еднашка фризер. Тоест, фризер, чирак. Чирак бев. Чирак, доаѓа луѓето, јас им го зимав палтото, им го закачував, кафе им варев, одев симитки буре, купував вестник, у тоа време беше актуелно вестник, Теа Да. Модерна, Да. Тин Шема, одев купував, ме праќаа по семки и се осеќав супер. Па зошто да Знаеш не? дека нема тоа да го работам у животот, ама тој левел мора да го поменеш. Види, Да. секоја работа е работа и нема срам од работа. Нема Апсолутно, срам, ако е не. честна работата, нема срам. Ама ќе Така го е. оставам тука и Бомба да кажат и он се насмеа Ја- кога го спомнав прашањето, се сети негде. Ја бев менаџер по дискотеки, по овако, тука Тоа по ти беше кафичи. првата работа? Да, тоа ми беше Бабиште. првата. Гле, увек сум го наоѓал некој тој полесен начин да заработам некој денар во животот. Види. Комбинација. Така сум бил и после Живо. работев со деца, на камп чував деца, па со деца со посебни потреби и така. Паки, дали се сеќаваш на твојот прв Инстаграм пост? Прв Инстаграм пост, тоа беше у прво оделение. Не било во прво Јас сум оделение. имал се 74 години. 2012. Инстаграм негде 2012. 2012, така нешто. Што Па објави? мислам дека Некој да, кафе. беше, тоа беше бабушко. Значи сликав, Со лъжи. слика од Веспата. Значи тогаш имам Веспа, радосен што ја купив, слика од Веспата, например, и може и го немам избричано тоа, треба да го тргнам вечерва. Слика дека ќе сум купил мотор сега и флексање од тоа Значи време. ти си бил бабуш уште 2012, Да. не од сега само Автор си го посот доби од името. Тиграт. Јас сум го измислил зборот бабуш. Да, А слика вашите од Веспата, да. Први постови се сеќавате или не? О, појма немам, мојот прв пост мислам дека беше на Закинтос таму, без везе, кај на Ете го со Вагио. менаџерите, Закинтос, Да, да се знае, тоаш, па- висока И нога. таму работев 5 години на Занте и така. И 5 години. Да, 5 години издоминирав на Па Закинтос. ти колку време си бил у Македонија, само годинава си. Он има 60 Романија. години. Романија, Да, да. Грција, Пропознавај десет у Две Македонија, години. уствари. 2 години до пензија има. Се што е тука, да. А лиџе Па, мислам ние- дека сега го има отворен Инстаграм профил. Не, јас така имам што- приватен профил, кај Ама мислам, сега го Извини. направи, Ова е мој државен, ова е приватен. не, нема врска, Овој овој ми земаш пари беше од приватен државата? уствари, да, овој ми беше приватен, инаку не памтам искрено да не излажам, можеби ми било нешто со храна, да речеме. Сум сликал некој јадење или Тие слично. чоколадите што си ги чувал. Сигурно. Може, ништо чудно. Бомба имаше ставено пред
денес нешто интересно на твојот Инстаграм профил на стори, каде што имаше напишано до каде ќе не однесе вештачката да. интелигенција. Па сакам да ве прашам, што мислите, колку добро и колку зло може да ни донесе таа реално вештачка интелигенција? Она е природна интелигенција, за да ќе каже се. Ја да кажам. Па Не ти го знам, имаше ставено заради немам тоа. некое оформено баш мислење за тоа се уште, ама мислам дека би било многу лошо, пошто може да искористат све од нас и лики и све и на деца и да злоупотребат, како што се деси тоа за Игор Џамбазов. Така да мислам дека иако не преобвладае тоа, да почнеме ние да се губиме у сето тоа, они да бидат попаметни од нас. Мада не верувам дека мора да има некоја граница на тоа, али сепак не ми се допаѓа вештачката интелигенција, мислам дека само може да не отупи. Полоши моменти да донесе, него подобри. Ама и реално јас мислам Може дека добри, ама пример, толку ти е дадено се што ти немаш потреба да размислуваш. Ти кога Да, не и размислуваш, него си користиш. глуп. Реално е принцип, така. Да. Реално е Глеј, не така. дека ја не сум глуп сега. Тоа. Реално има многу добри предности, Еј, многу ни олеснува. Едноставно тоа ни го олеснува кажувам. животот, тоа Ама е има добрата и- страна, ама и некако ќе не замени како луѓе. Еве многу професии полека избледнуваат, Да. исчезнуваат поради Да, таа вештачка интелигенција. Точно. За нас како купци на таа услуга или артикл ни одговара, за ефтина пара купуваш робот услуга, што е супер. Нели работодавците заштедуваат пари за вработени, тоа е од друга страна супер, меѓутоа кај сме ние како луѓето, ќе исчезнеме како физичка сила. Еве у мојата сфера доста се употребува са вештачка интелигенција. Човек може да си купи диета преку чат GPT, не да купи, него да Да му Да направи. се ја да му зема направи само, да. бесплатно. Тоа не е баш така како тренер да ти ја склопи, меѓутоа се наближува натака иде на кај перфекција, Да. така да ќе ми го земат лебот. Ама Не сега го ја забавне. не јадам леб, да, 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 идеш да. го испрлиш. Ќе ми го земат црниот леб, може и тој бар јадам Ти црн затоа леб. изгледа го почна подкастот. Види Ама дека сепак, таму да. може нешто да се дешава. Сепак мислам дека не може да биде попаметно. Али Човекот језиво може е до направено. кој степен иде, многу језиво е. језиво. Какви копии прават сега веќе не може да биде валидна снимка за на суд. Да, Може да само копираат заради како тоа, човек. иначе дека може да биде попаметно од нас, пошто е направено Да, од нас, нема дефинитивно. шанси. А Ниџо, кажи ми ти колку во ова време денес можеш да бидеш искрен во време реално живееме на филтри, време на лажни луѓе, буквално е лажно се. Па колку можеш, ако сакаш, можеш да бидеш скроз искрен, да речеме. Ја барем тоа го практикувам и гледам да сум скроз искрен, колку и тоа, пример, на некој да не му одговара или да му одговара. Пошто како што кажа и ти, препун е светот со фейк луѓе и да речеме не се она што се представуваат или слично. Многу ретко кој е искрен денес, меѓутоа што поише искрени луѓе има околу тебе, поубава е енергијата, да речеме. Пак ќе го земам за пример нашето дружење, да речеме и во Турција што беше и тука. Некако, знаеш, си отвараат луѓето карти што се вика пред луѓе што ги знаат десетина дена, меѓутоа енергијата која ќе се склопи како што треба, не е битно, не игра улога дали некој го знаеш 10 дена или 10 Точно. години, пошто некој што го знаеш 10 години може цел Мене сите ме 10 наежи сега. години да Да. ти прави лица, Расплага некој ве 10 збори. дена да речеме веко пак и да не вика на ручек секој ден, да речеме, и да се Да. зближиме. Мислам дека искреноста никогаш не исчезна од мода. Секогаш е ин. Апсолутно. Да, Јас сум секогаш поборник за тоа подобро да ми се каже најсуровата вистина, колку и најмногу не знам да боли во било каков момент да е кажана, отколку човек да ме излаже. ама така е зашто да се лажеме у принцип. И баш како се лажеш, после треба да памтиш што си кажал. знаеш сееш, како, па да некој, измислуваш, попаѓаш у една у друга Некој лага. размислува дека некогаш е подобро да ти се каже лага, а не вистина, за да не те повреди или Не, како бе, за таа да се вистина чувствуваш пример ти ти ќе се убаво. да, ама тоа А ја не го поштувам тоа, исто се слагам со тука Ничо, ги што спомнав сега филтрите. Пак е нешто во последно става такви Инстаграм стори со филтри, ама ги обожаваш тие со долгите трепки. Да. Ама ќе Трепавици. ги напомени дека не ставам за себе, не користам филтри. Како кажа пак и целиот е фейк. Сега Со сакам Има да кажам. филери, Со ботокси, тоа ботокси. сакаш да ги поздравиш сите луѓе, ако не е многу голем процент и на жени, и Да. на мажи кои што користат филтер. Сега, пример, кажи ми што е, бе,
Ти пречи ли луѓето што користат филтри? Не, апсолутно не ми пречи. Јас Што, не ти немам- се допаѓаат што ги гледаш така со Не, долги не. трпавици? Па што е, кажи, ајде. Немам никаков хейт кон нив и мојата, ти знаеш, мојот хумор и шега нема една енергија, капка енергија лоша и настроена со хейт. Нема Апсолутно зла не. крв. Нема зла крв, нема да. зла Онака крв. баш Така сакам е. да се смеам. Јас гледаш и по моите стории, јас многу често на моја сметка се смеам. Значи секој ден. И не ми пречи и другите кога се смеат на моја сметка, само немојте сега пред камера, на моја сметка. Иначе сакам чисто да ги поздравам. Тука имам и мои многу драги луѓе кои што стават филтри на дневна база. Да не кажам сега сестра, братучетка, мајка, него блиски луѓе кои што не мислам да ги навредам, ама тоа е реалноста. Знаеш, не гледам како е да сме реални, пошто кажуваме дека искреноста е важна. Девојче кој што е право, здраво, убаво, лично, зошто тотално да ја менува фацата, го менува ликот, кога и така е убава, здрава, се прави друга личност дека е, а со истата таа личност утре ќе се видам, не можам да ја препознам. Да, ќе ја Као разминеш. зошто се менуваме? Тоа е исто како ја да се правам 2 метра затоа што висок. се комплекси во прашањето, е дефинитивно, а сите ги Да. користиме затоа што ги гледаме многу се идеализирано. И пример сега ти си ги гледаш недостатоците во сиот тој идеален свет, заради тоа најчесто се користат, но според мене, зашто јас ги користам ете пример, но сепак сметам дека не треба до изобличување да Ама ти не Тоа иска. сакам да кажам, оди да. да не изгледаш на самиот себе, него ете пример ако имаш некои мали што знам, корекции да Гледаш, се ние не сме поправат, приметили дека ставаш филтр, што значи нијанси се упрашање. Си ставам филтр. На Не се- Инстаграм све е розево, све е филтри, се. Да, на Инстаграм ама и ние јас тоа, сум убав, и ти си убав дури на Инстаграм. Сите Дури сме јас. убави во живо. Ни цвета животов и се, среќни сме секој ден. Тука сум позитивно. напишала некое прашање. Кажи ми дали некогаш Да. знаеш да направиш да? Да. Слушај го прашањето. Го Дали зирнав, знаеш да. некогаш да направиш шала или да се шегуваш на сметка на пополнички или дебели луѓе? Па искрено. Рече да, веќе готово. Не. Испреша прашањето со осмото. Го зирнав осмото. Добро. Не, заради тоа што тоа е посензитивна категорија на група на луѓе и карактери и профили на тело со кои што работам. Прво, не сакам да се исмевам на тие со кои што работам. Второ, со повеќето од нив сум пристапил како психолог. Им ги решавам тие психолошки проблематики, дали станува збор за емоционално прејадување или за генетска дебелина или што и да е. Не е лесно да си у таа позиција, стварно не е лесно. Работам со тие луѓе и гледам да им помогнам, не би им се смеел. А ова со филтрите некако ми е по-детски, по-свесно намерно направено Да. некако. Дебелината можеби да има X фактори, причини зошто дошло до тоа. Па добро, има некои што имаат навистина проблема, ама јас мислам дека јадењето е главниот причинител Најголем порок е јадењето, знаеш, има дебелина, луѓе што се реално. борат доживотно со порокот храна. И не е лесно баш. Пак и дали некогаш си го отвораш твојот галеријата во твојот телефон и да си кажеш Кој сум ех убав. бре, паки, да бев женска со тебе ке бев. Сува лепот. браво. Да. Покажи уште еднаш, покажи раката, мускула да го видам. Па бабушка стига стига пред телевизија. Да, реално. Се Се бац. кажуваш, се а? Ти бацува. се бацуваш? Не, ама се крсти. Не, па гледај, ќе би требало да ставам некој стори, ќе се само форма и да презентирам нешто. Пробам да видам што има хайлайт, најдоброто нешто го падам. Да ми го ставам. Ти направи филм калак. Кој си го? Да, како икона. Оно новчаникот него слика само. Па нормално, нормално. Тоа е како лав во хороскоп. Да. Ниџо, кажи ми пример, ти со кој би направил некоја луда колаборација, пример со Дженифер Лопес. карактер кој што не би ти одговарал, ама би било многу добро да се гледа, да биде испрезентирано тоа во јавност. Еве, тој веќе знае. Тој веќе знае. Не знам како сум го погодила прашањето, а не бев со вас додека сте разговарале. И ти беше бе за човек. Аха, Кој е човекот? не, нема да испадне Да. тоа буде колаборација. Искрено, вака, можда не ми доаѓа да ти кажам искрено, Кој профил на луѓе, пример, не се тој профил на луѓе? Джони Деп. са пак како ти кажам, да ќе треба пак некого да навредам, не знам, така барем се осеќам. Нема
нема врска, са у поглед на, да речеме, комедија и слично, сите моментални ликови ми одговараат, не знам. Мислам дека луда комбинација би испаднала, на пример, ја да се спојам со Љубе од Битола. Исто што да сме, не знам. Сечеме? Нема сечење, какво сечење. Тебе ќе ти избришеме комплетно на вештачка интелигенција, ќе оставиме тој што се смее за него. Плачи слободно. Дозволени се солзи. Он дури Написи сценарио, видео. Пушти ги солзи. дури сценарио, Рилот му го направи по глава. Стаја со дури човек. сценарио. Плачи слободно, Ајде, нема Чекай да проблем. видиме што имаме тука додека Значи, се смее со- братот. Не ти Ето треба така. уште една интернет драма. Земи си благичко нешто. Не, Слободно. фала. Чекам да ми падне шеќерот за да земам. Не смеам да земам, тренерот ми е тука, ќе ме кара, пошо. Да. Благо не е. После ќе земе. После, да, ова е топ, Сега, супер, позади пистачио, камерите. мислам дека, така? Да, тие им Топ. се новите производи, ќе ги поздравиме, Да, да, витаминка одлично. за кратко. Да видам јас дали имам уште некој прашање, не ми да одговори, со Љупче од Битола. Да, со Љубе од Битола мислам дека некое лудо видео би можеле да извади. Дај друго прашање. Дај друго дете, дајте друго дете. Сака да направи сега интернет драма, не за друго. Не, расипане. Бомба, која е најсмешната понуда, сума или соработка која што си ја добил, освен оваа сега за која што се смееш? Кај ба пил. Не, ова беше за Брат, друго тури скроз. Ова беше за ничо, да. За соработка збориш? Да, или Па да ми- најсмешна сума. Не, нема сума него да ми дадат пиво, да дојдам и да им снимам реклама сегаш. И ја викам, па не знам. Ама се како- сложи, така? Да? Сложи реално за пиво, Не, ми братот за гази. Не ме омаловажај, не Го ме препродава подценувај после. за пиво. Викам, ја можам да си купам и за пиење. Пред кооперација джапнал таму. Колку ми го дава? 30, јас за 30 ги ми го дава. И се враќа у ресторанот и ги фура пак, ај пак да ви снимам. Им снимам така цел препрода. За пиво и за јадење, као дојди, јади, пи, снимај сегаш. Нема потреба, не ми треба тоа. А ја ќе ти направам реклама, ќе ти дојдат сегаш, ја видат многу луѓе, ќе ти дојдат се. И сега, мислам глупости се тоа. Да, како непочитување ти го почнувам, гледаш. да. Добро. И уште едно прашање имам за сите. Што е она што во никоја околност, по никоја цена и никако не би го направила? Не За би древност. рекламирал нешто што е надвор од моите вредности. Например, ако збориме сега за Инстаграм работа, инфлуенс, за социјални мрежи, не би рекламирал никогаш, пример, брзи кредити, дроги, Казина, алкохоли, казина. Никогаш, не. Вие? Па исто. Ја имав многу јака понуда за онлайн казино и тоа беше 10.000 евра као за еден рил само. Ти си и за- будала, бе. и за Осте со тоа зборовија може- на фати се. Еј, види. Може После ли ова да преправење, направиме? да. И за еден рил и за Ќе рече се, но тука 2-3 зиди сториња името, беше да, за онлайн да. казино што требаше да влезе у Македонија тука, ама немаше Е, стварно, почна. немаше цена за немаше потреба тоа да Браво. го направам и го одбив, да ти кажам, искрено. Секоја чест. Искрено е стварно. Ја би се надоврзал на истото. И ти имаш истата понуда? Не, мислам за брзи кредити за такви работи, да, ми пристапиле, меѓутоа не гледам и преку рилови да ги исмевам, што се вика и нели луѓето кои ги користат тие услуги за да идат на одмор за да ги Много ја зборат. крил имаше на таа тема. За Не. комшиите да не ги зборат и слично, тоа ми е ван секој памет. Мислам нема пара Тоа е на реалноста светот. што си ја опишал. Да, нема пара на светот што пример би ме натерало на Ама такво јас нешто. сум ја направил на пример таа грешка на почетокот кога почнував и рекламирав да брзи кредити, краток временски период беше, али после ја прекинав соработката и се извинив на луѓето јавно зашто стварно Браво. немаше поента за тоа, ама не бев свесен и не бев свесен за импактот кој го имам и како можам да влијам на луѓето така. Па добро, сега Извинете уште сте. еднаш, грешки сме луѓе правиме. Сега сте родители и можеби од друга страна ги гледате сите тие Да. работи пред да наздравиме со прекрасно винце. Всушност ќе наздравиме со прекрасно винце за тоа што Бомба ќе има принова прекрасна во фамилијата, па за тоа ќе наздравиме, а ќе те оставам Може. прво да кажеш. Што сакаш да ти кажам? Како дојде до таа принуда? Да, како дојде. Како Целиот се случи? процес сакаш Како да ти се го случи процесот? Па вака еднаш еден ден ја и жена ми немавме што да правиме у животот. Ден или на вечер? Денски Да, не, беше, навечер. да, не, денски беше. Како ви Реков се ми гледаш? искреност. Ајде направиме може живели, пошто тоа е само Ајде, добар. Тука здравје, веќе, да, да, ова ти причам. може да направиме живели, Така, живи здрави на да здравје, сме. ба. Живели, Живели, Емче, Емче. ова се за сите убави, прекрасни разговори кои што ги кажавме, поминавме многу теми реално.
Си Како кажавте, дојде, беште сакаш да ти искрени? кажам уште? Ајде, Не, повели, сакам деца и ја имам бисера, нели? Не знаев дали ќе имам деца ради тоа све што ми се деси. И ете, све природно беше, така да бисера е жива, здрава, права и второто е се по природен пат, така сакал Господ. И треба да си го ценам тоа и да си го почитувам и жена ми, и децата и се. Така. И баш ми е мило и драго и чувството е безценето. Господ сека да дава таму каде што сакаат да имаат Нормално, нешто сите. да принува во семејството. Така што нека е само за убаво, тука сакам Само да за ги арно поздравиме покрај женати, ќе ја поздравиме сега во моментот, сакам да ги поздравиме и нашите Шато Ризо Вардарска долина кои што го имаат најпрекрасното вино, за кои што гостите ништо не ми искоментираа. Прв пат имаме во емисија, односно, да, прв пат имаме во емисија розе вино. Вино? Многу е убаво. Јас Одлично ќе е ти кажам виното. дека е многу добро. Затоа ви припремив и нешто за вас дома, гледај. Сега Ле, тука ле, знаеш ле, што ќе ле. ти дадам? Може и трето дете. Повели. Трето Дали дете, може вака? Трудна е жена ми сега. Давај. Ќе направи. Види, ова Звони. чувај го за некој Да, за месец. после кој ќе Не се мора породи сега. одма. Да. За мене. Сакам да го поздравам тука секако и нашиот генерален спонзор, а тоа е на сите вас добро познатиот бренд Витаминка. Витаминка ги имаме на маса. Ајде, витаминка, Веќе поздрав ми за спомена Витаминка. дека ова го знаеш, а? Да, го знам пистачи, ова Повели за ќе тебе. го однесам на жена ми сега, река не јадам, ама ќе си го земам све и носам на жена. Што Ете си така. изгрешил А толку тоа- лети све Лаже, ќе го изеда он у колата. Земам се, На жена ми она. Ќе дадеме уште едно за да има се повеќе. шалам, се шалам. Ова е- Витаминка ви припреми нешто поголемо Ле, од ле, тоа што ти го значи- дадов, така што има и за женати, и за Фала, малата, и за Витаминка, е, тебе, и чекај, за ја вака сите, ете едната. така. Ајде, Од Че кај ова знаеш беше за дека има тебе, за може за сите. мене другото. Да, мора. Сите Знаеш си дека исти. има за сите. Ќе си да знам. си исти или има нешто различно внатре, кажи. Па, не Фала знам, многу, искрено, не ми Витаминка. се проверени, Фала, ама Ивана. веројатно имаат Фала, буквално Ивана. Фала се. ви, да. Ой, така. витаминка. Ви дадов уште едно подароче и тука секако сакам да ги поздравам и Best Way, бренд број 1, кога станува збор за летни реквизити. Best Way имаат буквално се што можете и не можете да замислите Дали од текне на памет. летни реквизити, еве вака овој суп тука што е, оваа гума тука што е. Базен. Сега ви земав. Бомба, ова е едно базенче со гума и топка за Браво. твоето девојче. Фала. Тука има и Не едно за требаше Ниџо. две да ми Да, не даеш, да требаше ти две, кажам. затоа едно ќе му даде. Фала, Да, треба да, да да, се да, ти да, дадам. Ниџо. од мене. Ми каже дека имаш девојче, затоа Да. ви земав. Фала ти Мислам, мене многу. ми се допаѓа Одлично девојче, се со ова ми ќе ни избирам заврши подарочиња. работа, лето, Ова не сега знам како топло вака малку пикове. се смачкало. Ја, не, А за се жена ми добре. некој базен? Е, Ова е за тебе Ова е за базен, тебе. ама може заедно да си легнете Може на за ова. жена ми некоја скокалница нешто да има? Не, види, овој душек мислам дека има доволно простор Ова е за добро. вака на Да. калач да си легнете двајцата, Ова е еден супер. до друг. Ете Ете така и Best Way. Јас мислам Супер. дека ви се допаѓаат сите Одлично. подароци. Браво, Фала ти фала многу. ти Значи ќе многу. не дојдете повторно во емисија. Да. Може. Добро, а дефинитивно. сега следува еден дел епе. интересен. Следува еден дел на оваа прекрасна девојка кој што не е ЕПП. Жешките трачеви заедно со Ем. Повели Емче. Ајде, Емилија. Беше брак, А та беше гола. Амала, како Кока-Кола. Еј! Каучот се пи на пола, а та беше ладна, како Кока-Кола. Добра. Ајде, Ивана, време за жешки. Кажави со М. Ти може да излезе бурзо. Ајде. Леле, што сме? Сите тука со бабуши. Со бабуши. А како чувствуваш денес? Ја како се чувствувам? Феноменално, покрај тебе одлично. Стварно? Да. Покрај Ивана така сваќаш. Шалам. Супер, одлично, цела емисија бомбона. Еј, најдо? И јас се чувствувам како бомба, преубава ви атмосферата, баш летна и сега ако за предодмор, пред да идам на одмор, баш ме опуштивте. А како му кажа Најџо? Така рече? Најџо. Најџо кажа, браво. Најџо. Најдо? Да, многу добро. Најџо Најџо. кажа, Најџо. Паки, како се чувствуваш денес? Мислам дека се познаа по мене одлично, стварно, феноменално. Супер енергија, добра екипа, веќе позната екипа. Пиеме заедно више. Неколку недели. Супер, фала ви на поканата уште еднашка. Фала
много. Сите изгледате прекрасно денеска и да ве похвалам најпрво. Фала ти. И почнува со моите минути. Жешки, чочеви, со М. Спремни? Спремни увек, Спремни. Стварно? увек. Ајде, Жешко прашање. Ајде. Прво Ајде. за мене? Или за... Но за сите? Ајде, Јас ќе ви поставувам прашања и вие ќе... одговарат. Да. Океј. Ајде, може? Што мислите, кој од вас тројца најмногу време поминува пред одгледало и зошто? Пак. Кој? Ај, сега идам, ајде. Ајде. Да, ајде идам за минутка. Пак е дефинитивно. Паки? Да. Ја мислам пак стварно. Леле, зошто? Па дека мојата професија и спорт е поврзан со огледало и тука највеќе го едам стапот. Да, ја дефинитивно. Најверојатно. Добро. Тоа е лошо или добро? Добро. Чудно. Добро. Чудно. Стрендж. Ајде, што мислите? Кој од вас тројца се прави фин, ама всушност е најголем играч? Бомба. Зошто бомба? Не, па зашо мораше некој да кажеме сега, Мораше прескаме негде паки сега, сега. Секоја сега да го едам стапот. Ивана. И... Да, Не, не, Тројца, не Ивана? нема врска, нема Мислам таква, дека нема нема, таква да, нема енергија, играчи нема тука. таква. да. Нема така. Нема играчи, пошто Нема. све е отворено. Све е искрено и Тикано, отворено, да. карти тука, не. Браво. Скроз. За некој друг гостен ти бил прашањето, ама си го смешал. Си се препознал. Да улета во прашањето. Ајде, што мислите? Кој е повеќе познат на јавноста од вас тројца и зошто? Пак е дефинитивно. Не знам. Паки? Па не знам, Може и пак. различни категории сме. Знаеш, Да. на луѓе, јас сум веќе 20 години спорт и друга категорија, он опфаќа друга категорија и публика, некако Да, скроз различен контент различен имаме контент, Различен контент, контент. да, Да. да. Може Не може да се одредена дефинира. публика сите познати, Да. вака не спојуваат само бабушите. И така Да, сме да, познати да. сите Да. уствари кај некоја. Да. Бабушите пукнаа сега. Да. Ајде. Што мислите? Кој од вас тројца има побројни непријатели во навноста? Во јавноста? Да. Па ја мислам ја. Да. Да, ти, Бомба. дефинитивно. Ја. Мој конечен одговор, бомба. Зошто? Дека е убав го мразат. Да, дека се многу. Па бидејќи има некои реални, ама експлицитни изјави со картоните, тоа што го прави, гаѓа директно во сршта, е многу реален и од тука има доста Многу луѓе хейтери, се пронаоѓа, тука. да, и го мразат, дефинитивно, мислам го мразат. Они себе се мразат со тоа што ти ми Да. кажеш реалноста какви се и тука маце хейт тука ти даваат, а ти си лабав. Поштам да ме мразат луѓе, зашто Да. да не. Го ублажи, на крај го ублажи малце малце. Некој се со мразење, ама Реално да. Го да. прскаме и со крстена вода Пошто редовно. сам Да, бидам да, стварно да. искрен Наопаку му и се гаќите бидам сега за да кажам него. вистина на Има луѓе, хейт во DM или Не, нешто? не, сега нема, Не. сега порано имаше, сега нема, сега не смеа да кај смеа да ми. Она бабушка и смеа, Кај смеа да ми. одма ќе им идеме дома. Знаеш ли што носам у кола, се не се сепа. Ава, ти штраф сега. Крстач. Крстач. Дигалка за тркало да смеа. Што мислите, кој од вас тројца повеќе копира некој друг во работата? Кој да Да. копирам, освен оној американецот го копирам јас. Лично, пошто со картоните така почнав. Јас копирам. Ајде. После ние да ве прашаме вас две нешто. Имаме спремно, Ниџо има спремно 7 прашања. Ќе трае подолго маце. Околу 2 часа. Ајде. Што мислите, кој од вас тројца има најголем број на ноќни авантури? На ноќни авантури. Ја на дневни Не авантури. искачам. На вечер, Немам некоја ноќна авантура. Па со дете тешко ноќни авантури, ако тоа ти се рачуна ноќни авантури, иначе Еве сега вечер што ќе излеземе да се откостиме. ја имам многу ноќни авантури, трчање на кеј, на водно, такви авантури. Според Ниџо. фацата Ниџо пепел правил на времето, ја тоа кажувам. Потврдувам, со две раце потпишувам дека најдовте мене.
Нижо бил проблематичен многу. Значи Да. многу стрес. Ќе се сложам и јас. Ти ако не се служиш, сите ќе се Ќе служат. се сложам и јас. Без разлика. Ајде, што мислите, кој од вас тројца е по-зависен од вниманието на жените? Та-да-да-дам. Дискретно ќе го погледнам. И ја ги погледам. Не, нема врска, може пак и пошто он работата му е поврзана со огледалото, па така него му е битно, може поише зависен и од поврзана со жени. зависен и од мислењето на жените. Тачно. Добро. Може, кога веќе ме нападна, морам да признам. Ајде, што мислите, кој од вас тројца би продал тајна на пари? Тајна за пари. Да, за пари, извини. За колку пари За пишува? колку пари сега? За пари... Кажи сума за да се договориме. Да знаеме. 50.000 евра. Колку цифра за да... Пари. Реално, ја би продал, да, ама после ќе ги делиме. Сега ќе им дам нешто ситно, нема да им дам цела Ако тоа сума. ќе ни наштети, Да, може тајната ќе у ни джепче наштети. тука штрак. Да. Кичановиќ. Да. Бомба, мој Да, конечен да, одговор да, бомба, да. да. Ама ќе подели со нас. Да, ќе Колку и да земе пари за тајна, Не, дури у затвор да не заглави, он ќе ни дае пари. Па 100%, он е фер за тие работи. За цигари. Да, за цигари, па и за јадење, сигурно нема да ме остави мене, така. Да. Окей, ова е бонус Прашање. прашања. Ова се допаѓа. Ти си инфлуенсер, е? И Па ако може така ти се си нарече. инфлуенсер, да? Неđо, ти си инфлуенсер? Не, Не? контент креатор. Епа, контент креатор е инфлуенсер? Па, Не знам. Па, има мала разлика. ама Нема врска прашање. Добро. Што мислиш, зошто брандови тука во Македонија плаќаат инфлуенсери малку пари? Малку пари. Да. Зашто уште не го разбираат маркетингот и не разбираат колку кошта влијанието наше, затоа ние што можеме да направиме и колку можеме да им продаеме и да му го прешириме бизнисот и не се свесни уште. Ниџо нека каже, нека ме дополни ако Инфлуенсерите многу ефтино се продаваат, затоа и фирмите даваат малку А и тоа повеќе. плюс. Мгм. Има инфлуенсери што ја бутаат цената, ќе ти направат Да. нешто за 50 евра, за Почетници. 100 евра, некои смешни дела. Има некои што се многу скапи и оние движат цената, Да. ама ради тие по лоу буџет Ама природна се селекција бутка. после се гледа кој е. Најверојатно е тоа бомба што го кажат, дека не сваќаат фирмите колку е влијанието, збориме на добриот инфлуенсер. Пошто Да. како што кажа пак и Некој што нели, вреди. значи имаш инфлуенсер и инфлуенсер. Да. Така да фирмите најверојатно не разбираат, мислам не знаат колку е влијанието на добар инфлуенсер и затоа и идат со лош инфлуенсер и си наштетуваат на брендот и на името. Да, ќе ти кажам еден пример, сега ми се деси. Им дадов ја понуда на едни, небитно сега која фирма, и они ми рекоа не те ангажиравме зашто ние ангажиравме сет на инфлуенсери. Значи, ја вредам колку сет на инфлуенсери се. Да. Инфлуенсер. Па поише инфлуенсери Аха. ангажирале за таа моја цена ја што им ја дадов. Епа, Бабуши, фала многу на вие птен за секој одговор Фала и на и тебе. за секоја позитивна енергија Фала ти на тебе. и за Фала тоа ти на што бевте искрени. Има подарочи. Ајде. Супер, ја бев најискрен, за мене два може. Беше најискрен реално. Од Mobitech. Mobitech И iPhone 16. најдобра мобилара во iPhone Скопје. 16 има? Не, ова е 17, уште не, тој што не е излезен, Чекај и да да ги не тестирам. излезе. Сигурно дај ако имаш нешто. Оу, браво. Оу. Фала ви Кога пак многу. ќе видиме гости? Леле, Фала брав. Mobitech. Леле, сега ќе идам на Ова пат, ви ми е требаше екстра, вакво нешто. екстра енергија. Ова е Нема за бре добро, нема мора вака да го батерија, да го што- зумнеме. Не. Ја вечно немам батерија, така да преска пари не дав за ова. Ова фалеше. ова на сторик иде. Фала до Mobitech. Фала ви многу и Mobitech. фала и на Не, вас. сте многу Е, добри бројчето на пријатели, Mobitech така да. 071333393. Сега голем поздрав до Аристократ кафе, културното место од Скопје, кој значи со позитивна енергија и таму некако кафето, храната, Од другачија, алкохолот, што и да напараче некако е со
посебен вкус. Шмек. Дефинитивно. За вас. Поздрав до Аристократ. Аристократ Поздрав, голем. кафе имаме по еден виртуален воучер од 2,000 денари, кој може да си го искористите во било кое време, токму кај нив. Само да идеме да кажеме кој Ема не прати тоа за ваучер сме, така? Да. Епа го. Да. Нема. Не, бе, чекај, после. Екипа, јас можам да ви кажам дека пред да одиме во Аристократ да го испиеме кафе, винце или што и да е, или да јадеме чија Чија. многу Многу вкусна, добро. да, одма гледаш како те погледнав. Да ви се заблагодарам што бевте наши гости, да ви се заблагодарам за тоа што ни испочитувавте, што ни донесовте една таква позитивна убава енергија. Јас се надевам дека убаво си поминавте, односно Одлично. сигурна сум. Јас заборавив да ја поздравиме и Верона, пицерија Верона што ја отворија кај мене во Мало Тафталиџе каде што бевме, јадевме. Сега ќе оставам на вас само да кажете каков беше вкусот на таа штипска пастрамелија, ќе го прашам паки. Значи, стварно 10 од 10. Тестото мириса од километар, чој убаво. И се преадо, стварно се преадо. Врв. Тоа мислам дека Сад ги време се јаде таа поздравивме пастрамелија. сите. Ви благодарам уште еднаш што бевте заедно со нас, да ни бидете повторно гости. Македонија, ви благодариме што бевте заедно со нас. Се гледаме следна недела 19:30 на Канал 5 телевизија, а до тогаш секако не заборавајте да бидете во добро расположение и докога ја пропуштивте оваа наша емисија, секако гледајте ја репризата на нашиот YouTube канал Stars TV Show МК и направете Емче што? Може да лайк, шеа, комент, subscribe. Све. Па да, тоа е таква благодарна работа или благородна, како се вика, неблагородна Благородна. беше наставничката. Благо. Поздрав до благородна. Благица. Тоа е Винце за тоа што бомба ќе се поднови за многу брзо. Да, ќе се поднавам, Ќе нови се патики ќе си купам сега. БМВ кажи. Да, и Опел Како се Тигра. вика зборот? Да, Не има поднови туку? не знам. Не поднови, него кога ќе има нешто ново. Принова. Принова. Заедно со Ем, ако ова Ајде. беа сега